функцијата, нешто слично, као се прават, се оградуваат со камен кружни простори, внатре пак се ставаат дарови, се покриваат со глина, камени плочи и се затрупуваат пак со камен. Па се прават некои така калоти, нели овака. И ние ги го викаме тоа тумули во археологијата, мали се. Од 1 метар до кај 2,5-3 метра, така. Веројатно со иста функција, значи некој пак обредна нека функција. И има уште еден обред кој исто така го реконструиравме, кој е многу интересен, заправо е фантастичен. Се случува на 31 јули, значи на највисокиот дел на локалитетот има еден маркер во вид на вилушка, вака, ќе видиме горе. И утринското сонце изгрева, значи вака, према исто кон завртен. Изгрева тука, поминува сончевиот зрак низ друг маркер вака и се усмерува кон еден ансамбл на престоли камени седишта на 80 и нешто метра подолу и значи погаѓа само едно камено седиште. Тука има ансамбл од 5-6 седишта, меѓутоа од утринското сонце погодува само еден. И тој е осветлен. И ние тогаш правиме перформанс на 31 јули. Некој доаѓа тогаш, обично свири некој на флаута, на она преисториско корина свиреше Лутовски или на кавалка бајса свири. И така е многу фантастично, вака е убаво изгледа. Значи насабајле сонцето изгрева и кој ќе изгрее само не ја огрева, овие другите се усенка. Што е суштината на тој култ? Еве со тоа ќе завршам уште 2 минути само. Малку описно, значи ќе да го опишеме тој култ. Значи грците имаат еден мит кој се вика олимписки мит за стварање на светот. Дел од митологијата грците припишале од народите кои живееле северно, значи од. Тоа е трачкиот простор, нашиот овој пеонски простор, тука пеонците биле во тоа време, овде не биле македонците, биле покасно и подолу. И така натаму делирите, али углавно овој трачко пеонски простор припишале дел од митологијата. И тој мит е краток, вака од неколку збора, може да се каже неколку реченици. Значи како има неколку нивни митови за стварање на светот. Еден е тој олимписки мит. И он вели вака тој мит. Најпрв беше хаос. Од хаосот се издигна мајката земја. Таа во сон го роди Уран, односно сонцето, уранично божество, кој гледајќи ја како спие, изли врз неа божествен дожд, дождот навлезе во сите нејзини пукнатини и така настанаа морињата, езерата, океаните и сите живи суштества. Тој театар на стварање на светот, тие преисториски луѓе го повторувале секоја година горе. Значи, затоа што мислеле со самото повторување на тоа стварање на светот ќе обезбедат природата да се обнови уште еднаш циклично. И сега, како тоа било, како е тоа поврзано со ова што ви го спомнав. Значи, доваѓале сабајлето пред изгрев на сонце тука, процесија со главните кои диригирале со култот, тоа бил сигурно племенскиот старешина во улога на врховен свештеник и седнувале на седиштата, тој со своите племенски старешини. Он седнува на она место кое треба да биде осветлено. И сега овие другите кои биле помалку важни или чекале на горната платформа да се случи тоа што ќе се случи. И сега они го чекале утринското сонце. Он знаел дека ќе се појави, кога ќе се појави утринското сонце, бидејќи обсерваторијата тука кажувала тогаш ќе се појави сонцето у тој ден. И сега кој ќе изгрее, значи утринското сонце и кој ќе го огрее него, овие другите се утемнина, на некој начин сонцето нели го легитимира него како оној кој треба да владее во името на Богот сонце со тој народ. Значи му ја обновува енергијата негова годишна, го легитимира да владее и го задолжува на некој начин да го заврши овој култ на светото спојување, значи меѓу сонцето и мајката земја. Значи треба тоа свето спојување да биде изведен, тој свет брак, свештен брак треба да биде направен за да се обезбеди, значи еднината на светот, обнова на природата. Сега како до овдека е, значи тоа се гледа. Сега натаму оди реконструкција. Реконструкцијата може да биде околу 90% е верна како одело натаму, значи од како ќе биде осветлен. Сега се јава он во улога на синот на сонцето. Значи, он се јава како син на сонцето,
откако ќе биде осветлен, он, бидејќи сега фали нели божествениот дожд, он станува, ќе коле обредно животно и обредните животни се рангирани по значење, најголема жртва тоа време бил коњот, па волот и така натаму овенот, и ќе заколе обредно животно, крвта ќе падне, ќе оплоди земјата, нели, како што некогаш божествениот дожд ја бил причина, нели, да се создадат мориња, езеро, океани и се живо, така да сега тоа е улога на крвта на обредното животно кој паѓа на земјата и така е циклусот затворен, така они го одиграле тој театар на стварање на светот и сега понатамо што следело, веројатно следело нешто како денеска у манастирите заеднички ручек, заради тоа што на тој археолошки простор таму најдовме огромно многу, значи, садови, така наречена куинска керамика, садови големи за готвење, многу се интересни тие, може да ви кажам како нешто како денешни експрес-ломци, како изгледаат тие подвижни печки. Имале ложиште заедно со грмето, горе се покривале и можеле да се носат така на разни места. Многу најдовме фрагменти од такви, значи, садови, најдовме фрагменти од овие рачни мелници, рачните мелници за мелење на жито. Тие изгледале како ова леп, што е вака долг, ако го завртите од другата страна. Он е таму рамен, нели, односно вака. И тука има еден цилиндричен камен, ставите жито и триете и добивате брашно. Значи многу има такви горе, значи во одреден обред, значи се мелело брашно, се правел обреден леп, се веројатно се јадело и месо. Ето така, значи со еден збор да не должам многу, Кокино, значи, е света планина каде што се изведувани определени, сигурно имало и други обреди кои не биле врзани со големата мајка, меѓутоа ова што ние до сега го реконструиравме, тоа е реконструкција за која нормално не е на памет и сме ја излагале и пред еминентни научници во светот, професори од Оксфорд, Кембридж, кои се служуваат дека она со осветлувањето е најексплицитна потврда на она во науката познато како иерос гамос, свет брак меѓу сонцето, небеското божество сонцето и мајката земја, кој обезбедува плодност на природата, дека тоа на Кокино што се случува е највака експлицитна потврда на таа теорија. Сега за астрономијата ќе збориме горе. Ја ви предлагам сега, значи, да се поделиме